Денес ќе вежбаме во седечка позиција, па малку ќе се движиме. Седнете во удобна седечка позиција, онаа која што ви е најзгодна на вас. Што оваа нешто се фрлила. Еднаш кога ќе седнете, исправете го грбо, дланките ставете ги на вашите колена и вниманието ставете го на вашиот рбетен столб. Со издишување, бутнете го рбетниот столб на надвор, како С буквата, брадата го влечете ја внатре. Со вдишување, дланките може да ги ставите на колената, исправете го градниот кош, отвори го грлото, отвори го лицето, одиме обратно и издиши. Силно бутни рбетниот столб, малце да си го стабилизираме, вратиме на себе, одиме обратно. Со длабоко издишување, нели буткаме кон надвор, па кон натре, остани така со главата нагоре. Сега остани со исправен рбетен столб, со издишување главата ја спушташ надоле, брада кон граден кош. Само главата е таа што се спушта, вдиши полека, главата се зафрла наназад, колку што ни дозволува нашите вратни пршлени. Со издишување, поклон доле. Со наредното вдишување расшири ги рацете, силно отвори ги прстите, осети целата рака како ти се отвара, како што ги отвараш прстите и убаво со вдишување одиме нагоре. Позиција на молитва, издиши, спушти ја во пределот на срцето и благо поклонување повторно, брада кон граден кош, нежно притисни со дланките една кон друга, за да ги активираш градите пршлени, значи нежно притискаме една кон друга дланка. Двете дланки преплети ги, одиме високо горе, убаво истегни се, како после будење, па одиме кон десно, па врати се назад, кон лево, и дај му простор на телото, на утринско вежбање, наутро, полека да се отворат клетките, да се расонат, да се истегнат, спушти ја десната рака, левата е на тебе, нежно истегни. Можеш сега твојата лева рака да ја ставиш позади тебе, како кога ги масираме во брезите, бутни го рамото назад, погледни нагоре и нежно спуште се. Супер. Сега спушти ја левата рака доле, десната оди високо на твојата глава, силно. Одиме полека, враќаме назад, позади себе, позади обрезите, бутни го рамото, погледни нагоре. И денеска започни го денот со тоа што ќе се заблагодариш внатрешно на сите убави работи и сите убави прилики што си умела или си умел да ги видиш, да ги фатиш, убавите прилики се фаќаат, се грабнуваат во моментот, иначе ќе си одат. Некогаш велиме дека тоа е среќа, но некогаш велиме дека тоа е благослов или добра карма што сме имале. Така да е многу важно да сме свесни за таа добра карма. Преплети прсти и стегни се повторно догоре. Многу е важно да сме свесни, благодарни за таа добра карма што имаме, што кога ни се случуваат добри работи, бидејќи тие се резултат на некои наши добри мисли, зборови, дела, дали од овој живот, дали од некој минат живот или од нашите предци, кои што правеле добри работи и треба да ги почитуваме тие работи. Издиши. Вовлечи се повторно со рацете, свиткај ги кон тебе. Диши полека, отвори се, отвори ги рацете, дланките стави ги паралелно, лакти со рамења. И замисли како силно буткаш напред со рацете, па се враќаш наназад. Значи целиот овој рамен појас го активираш.
Силно бутне и врати назад. Ние сме насочени многу кон гледање и кон памтење на тоа лошо што ни се случило или нешто што сме пропуштиле. Но навистина сигурно сите ние имаме добри моменти, прилики во нашиот живот кои што едноставно, нели, нормално е ова да го имаш, а всушност тоа е јас велам благослов од универзумот. А вие кажете како сакате. Позиција на мачка. Осетија целата позиција и одиме со вдишување глава и задник нагоре, со издишување глава и задник надоле. И накостриши го, нека осети како пука целите плешки. Убаво. Се вели дека таму каде што се раѓаш, таму каде што нели добиваш условите основни, кров над глава, образование, не знам, се што следува со тоа кое што живееш, и исто така благослов. И дека ние како души ги бираме нашите родители, значи затоа не можеме да им се лутиме во животот. Значи сега подигни го, еве јас левата нога ја подигам, и одиме странично отварање, со издишување подигни, со вдишување собери. Уште еднаш. А потоа одиме со прав агол нагоре и врати назад. Значи задржувајќи го правиот агол помеѓу бедрото и под коленицата, направи неколку движења, најпрво странично, а потоа нели наназад. Океј, одиме од другата страна. Странично. Па потоа задржувајќи го правиот агол нагоре кон небото, како да сакаме со коленото да бутнеме нагоре кон небото. Уште еднаш. Одлично. Сега расшири ги твоите колена, што е можно повеќе. Палците на нозете се споени, а колената се расширени. Грбот е исправен. И со прстите, стави ги прстите на земјата и полека се движиме напред. Прстите се на подот, чилото доаѓа скроз доле и остани така убаво, стегни се. Полека се качуваме нагоре. Се враќаме назад. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно издишуваме. Одиме позиција мачка и извртување на рбетен столб на позиција на мачка, значи со вдишување десната рака оди високо горе, па понатаму со издишување десната рака доаѓа доле на подот кон лево и легнуваме на подот, значи рамото и главата ни се на подот, десната рака исправена, левата ја поставуваш над тебе, да се придржуваш, и левата нога полека ја исправаш позади, на прсти си и се обидуваш неколку малку да истегнеш левата нога во дијагонала. Кога ќе бидеш спремна, десната стапало подигни го на прсти, за да одржуваш равнотежа и подигни левата нога горе во дијагонала се истегната.
Остани така. Океј, спушти ја полека доле. Позиција на мачка, качи се горе. Одиме истото од другата страна. Лева рака оди првен горе. Па лева рака оди кон десно и легнуваме на левото рамо и левата страна на главата. Десната рака исправија напред пред тебе. Десната нога. И полека ја подигаш десната нога. Десната рака во дијагонала. Се враќаме во мачка. Позиција на мачка, малце ме костреши ребетниот столб, нагоре надоле направи неколку пати. Супер. И потоа десната нога, донеси ја напред. Најпрвен малку напред-назад, за да ги раздвижиш колковите оди. А потоа подигни се на твоето. Една левата нога ми е доле, десната горе, исправи се целосно. Двете раце донеси ги над твојата глава во позиција на молитва. Истегни се убаво, колку што можеш подобро нагоре. И потоа наназад, зафрли се наназад, колку ти дозволува телото. Спушти ги двете раце. Молитва. Океј, спушти ги рацете доле. Сега подигни ја левата нога на прст, целата лева нога ти е исправена. Напред тежината е на, тежината е на рацете, не е на торзото, но коленото и стапалото на десната нога се во иста линија. Малку одиме напред-назад да се почувствуваме. И потоа спушти ја левата нога, собери ја десната нога, пак сме во мачка. Неколку пати направи мачка нагоре-надоле. Одиме истото сега со лева нога напред. Малку одиме напред-назад. Да се раздвижиме. Супер, подигни се на коленото. На десното колено. Исправи двете раце над главата. Во позиција на молитва. Убаво истегни се. Спушти доле. Молитва. И можеш сега од оваа позиција од молитва наназад да се зафрлиш. Супер, дечки. Браво. Спуштете ги рацете доле на земја. Подигни ја десната нога целосно, одлепи го коленото. И малку напред-назад. Движи го телото. Океј. Спушти го коленото. Ослободи левата нога. Пак сме во мачка.
Нагоре, надоле малку. И сега ќе се стегнеме од позиција на мачка, задникот останува во позиција на мачка, додека рацете се движат напред и челото паѓа на подот. Како кога се истегнуваат мачките и кучињата и остани така, можеш да ги подигнеш и стапалата на нозете доколку ти е поголемо, подлабоко истегнувањето, така и остани така. Врати се назад во позиција на мачка. Сега расшири ги стапалата кон надвор. Погледни напред, со вдишување, со издишување, погледни странично, види го десното стапало. Врати се во центарот, издиши од спротивна страна, види го левото стапало. Врати се во центар. Направи така неколку пати, позиција на слон. Супер. Ослободи. Позиција на дијамант и од позиција на дијамант седни. Со тоа што ќе ги подигнеш, ќе расшириш карлицата, ќе ги подигнеш колената и со рацете ќе се подпреш позади тебе. Со издишување ќе ги спуштиме двете колена на едната страна, ќе погледнеме од спротивната. Остани така малку. Одиме од другата страна, подигни колена. Потоа можеш динамично, колено на една, глава на друга и тоа го правиме динамично. Добро. Потоа десното стапало го ставаш на левата нога. И сега левата нога е таа што се клацка лево-десно, значи левата нога оди до доле, стапалото доаѓа на земја, подигни се горе, одиме од другата страна, малце подлабоко извиткување и ослободување на тензијата во кичмата, извртување на рвете стол, истегнување на ишегилен нерв, правиме повеќе работи вака. Одете во ваше темпо, ако ви е ова брзо, одете полека или останете во секоја од позициите подолго време. Добро. Потоа менуваме страната. Како што гледате, цело време се мрдаме напред-назад. Ја ставаме левото стапало на десното колено. И одиме колено на една страна, главата од спротивна страна, па се подига коленото, па одиме од другата страна.
Одлично. Седни во сидечка позиција. Дланките стави ги на твоето тело, исправи го грбот, затвори ги очите. Еднаш длабоко вдишуваме. Вам да издишуваме и го отпуштаме целото тело, целата негова тежина на подот. Додека длабоко издишуваш, помини како рентген низ тебе, низ твоето тело. Забележи дали имаш некоја внатрешна тензија. Забележи како се чувствуваш внатрешно. Стави го вниманието на твоето срце сега. И обиди се да вдишуваш и да издишуваш како од срцето да си. Значи влези во центарот во срцето, како да си во срцето и од тука вдишувам, чувствувам како се отвара градниот кош. Издишувам продолжено, се ослободува тензијата. Можеш дури да визуализираш еден жолт цвет кој што се наоѓа во центарот на срцето. Како што вдишуваш, тој цвет се отвара. Како што издишуваш, цветот се ослободува и испушта светлина како прав звезден прав во твоето грло. Во центарот си, во твоето срце. И од тука длабоко заблагодари се на универзумот, на Бог, на твоите ангели чувари, на твоите предци, за сите благослови и целата сила што имаш во себе. На сите прилики кои што ти се појавиле на твојот животен пат. Ментално во себе кажи си благодарам, благодарам. Додека вдишуваш и издишуваш од срцето. И денеска обиди се да ги забележуваш оние мали благослови или мали поволни моменти кои што се случуваат околу тебе, кои што сите ги земаме како нормално, како здраво за готово. Насочи го вниманието кон тие мали благослови кои што ти помагаат да ти во твојот живот се осеќаш дека се е во ред и се води како што треба. И благодарам на сите. Имајте убав работен ден. Се гледаме на наредниот јога час.